Снегот ја отвори скијачката сезона на Пониква. Викендов имаше и лјадници гости. Најинтересно на мене ми е кога слизгам со санка. Што може највисоко да е? Интересно е. Скијаме се, санкаме се. Убаво е, сакаме се. За некој ова беше прво скијачко искуство. Добра е, денеска се учам. Да. Како ти оди? Па супер, оди лесно, мисли дека е тешко, но добро е. Големиот број гости значеше и многу работа за оние кои живеат од снегот. Изнајмуваме ски и санки, значи сезоната веќе почна. И скиите се изнајмуваат 300 денари за цел ден, а санките 200 денари за цел ден. Освен скијачките терени, преполни беа и угостителските објекти, а предизвик за гостите од цела Македонија секако беа традиционалните осоговски специјалитети. Дивеч на осоговски начин, елен, срна, дива свиња. Од посетителите највеќе се бара традиционална скара осоговска. Прасти, грчки осоговки, вешалици, кременадла, ражничи, домашни кобасици. Но освен со убавини, гостите на Пониква се соочија и со проблеми. Стазата е, да речем, никако денеска. Затоа што нема ред. И скијачи, и со санки се сите на стазата, лифто не работи и така да малку е недобро, ама мислам дека пошто е прв ден, после натаму ќе се средат работи. Струја нема, гледам сега. Треба на това да се обрне повеќе внимание. Има многу народ, а не работеше чарта. И с него треба малку да се набие, да се поработи малку на патеката и тоа. Проблем се паркинг местата, пошто имаме зголем број на посетители, особено во зимниот период. Кога дојдат повеќе посетители, колите треба 6 км да оставиш за да стигнеш до тука. Проблемите не се непознати за општината Кочани, но оттаму тврдат дека единствениот ски центар во регионот интензивно се гради. Имаме изработено техничка документација за дополнителни вложувања во Пониква, во делот на нови жичарници, во делот на нови ски патики. Општината Кочани има зацртано изградба на две улици, односно на два пата, во вкупна должина од околу 4,5-5 километри. Инаку на Пониква има околу 50 на викенд куќи и 5 угостителски објекти со околу 250 легла. Минатата година МЕПС овде инвестираше 1,5 милиони евра во набавка на опрема за вештачки снег и ратрак.